Почитувани на почетокот сме од емисијата Очи во очи на телевизија 24 со една интересна и веројатно загрижувачка тема, но дотолку побитно да се продискутира од областа на економијата, иако ништо, барем од оној аспект основен, ништо посебно, за да генерално се проценат состојбите. А јасно дека во зависност потоа од сето она што би се утврдило, дека тука има работа за стручњаци за долгорочни планирања, експерти и така натаму. А еве зашто станува збор. Имено електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврски, кој го води Министерството за финансии, покажува состојба дека внатрешниот долг на државата, ајде така да го, затоа е и под наводници, внатрешниот значи она што државата го должи кон министерствата, општините, јавните предпријатија, државните фирми, односно тие, всушност, должат, вклучително и приватниот сектор, е речиси 700 милиони евра. 693 прецизно. Тоа долгот на државата кон приватниот сектор е 315 милиони евра. А, како што ги кажав, овие јавните, министерства, општини, јавни предпријатија и државни фирми, тие должат на државата 693 милиони евра. Што е велам огромен износ кој, како што и предупредуваат и некои експерти, но и предходно Finance Inc. уште минатата година, дека растот на долговите на јавниот сектор низ годините ја подкопува финансиската дисциплина, дека тоа е морален хазард или ризик и секако дека може да ги парализира основните функции на институциите, дополнително да го загрози пак и обстанокот на приватните компании. Инаку овие финансиски податоци за достасани, а не платени фактури од страна на јавниот сектор, заклучно со јуни се однесуваат. И при тоа она што е уште по-загрижувачко е дека истите растат. А еве кои се најголемите должници? На прво место се Македонски железници, инфраструктура е со над 91 милиони евра, па зад него е железници транспорт, 83,8, практично 84, што значи само Македонски железници воопшто се околу 160 на 70 милиони евра. Па потоа доаѓаат јавните установи од областа на здравството. Еве, значи, прво Македонски железници покажува дека состојбите се катастрофални, односно дека ова предпријатие во длабока криза по однос на целокупниот железнички сектор. А токму и тоа е поврзано со економијата, транспортот и така натаму. Според ова, значи, практично е нефункционална. Или според она што може го видиме колку функционира железничкиот транспорт. Сега алармантна е, велам, состојбата и во јавното здравство, или предходно, ако се погледнат јавните здравствени установи, универзитетски клиники, ургентен центар и така натаму, тие само должат 35 милиони евра, а јавното здравство во целина 134 милиони евра. Што исто така, велам, уште позагрижувачка слика по однос на јавното здравство. А оние пакете посакувани работни места и она што треба да е гордост, оние гиганти и така натаму, и особено кои се на челото на тие енергетски двигатели, електрани на Северна Македонија, ЕСМ скратено, 34 милиони евра. Подружницата нејзина за парно грејење, достасани, а неплатени обврски во износ од практично 30 милиони евра. А ако пак погледнеме кон општините, кои толку
државата и со проекти, кредити за тие да вложуваат во капитални проекти и така натаму. Тоа велам пак уште попоразително е затоа што покажуваат дека и покрај она што или се чини можеби и токму затоа што се грижи државата за нив, па тие изгледа не се грижат, па растат долговите. Само општините практично неполни 100 милиони евра должат. И тоа велам, зошто овој податок е уште поразителен, затоа што ако земете предвид дека заклучно со јуни минатата година достасаните неплатени обврски на општините изнесувале неполни 65 милиони евра, сега, значи, година дена подоцна од 65 неполни пораснале за практично 30 милиони евра. Или за 50% повеќе. Тим јуни 25-та биле 64,7 милиони евра, а сега 28,5 повеќе, или вкупно 93,2 милиони евра. Од кои Гостивар 15 милиони евра, Тетово 14 милиони евра, Сарај со долг кој требал веќе да го плати во износ од 4,2 милиони евра, Карпош 4,1, Кисела вода 3,9 милиони евра. И така натаму, од каде ни доаѓаат и надежни кадри понатаму. Тоа е тој внатрешен долг, а дополнително пак на сето тоа државата се задолжува, па практично постојано може да се каже, само на домашниот пазар од почетокот на годинава до денес 21 емисија на државни обврзници. За 8 месеци 21. Па вие пресметајте како ќе му дојде тоа, 3-4 месечно. 3,5, како доаѓа, се едно. Или во вкупен износ практично 450 милиони евра. Ете, денешната е на 37,7 милиони евра и многу од нив ќе се враќаат некаде до сорок до 2041 година. Па ете да продискутираме токму околу тој должнички круг, особено имајќи предвид дека пак и тоа надворешно задолжување оди се потешко но кога имате долгови толку, затоа се доаѓа до тој должнички круг да вас ви должат, вие позаимувате, па ново задолжување за враќање на стари долгови и така натаму, но сето тоа не може да оди во бескрај, не е тоа она бесконечна спирала. Па ете, правиме, велам, еден пресек токму на тоа. Имено од владата, од финансии уверуваат дека состојбата со задолжувањата е под контрола или во овој случај затоа ете тој одсечок да го земеме внатрешното задолжување. А тоа се оние клучни двигатели, запчаници на општеството. Железници, здравство. Што ќе правите без здравство? Ништо, населението осудено на пропаст. Енергетика, електрани и така натаму. Што ќе правите без нив? Немате здравје, немате енергија, немате превоз и што повеќе за другите, за општините веќе ајде тоа и така натаму. Тие ќе испразнат по некој базен за сокомарци да се справат и тоа е потфат. Значи, затоа е велам тој сегмент на тие внатрешни долгови, дали се на некој начин, дали се еднонасочни, дали постои можност некако да се вратат, да се рециклираат, да се тој процес да е реверзибилен, да се поправат работите. Секако сето тоа во релација со таа и вкупна задолженост на државата, но како и да е до толку повеќе ова се двигатели на економијата и на сите тие велам процеси и грижата на населението и ако тоа зариба, тогаш нема што ни да враќа веќе. А еве колку има. Приватниот сектор пакете. 60 91 924 925 да не должиме, повелете кој ни е првиот гледач. Добар ден. Повелете. Се слушаме ли со некого? Повелете, добар ден. Добар ден, дали имаме некого?
Ало? Да, поздрав до вас, се слушаме. Најпосле се постави врска. Заслужено, ако не се лажам, железници прв тогаш. Нормално. Посредство на Елон Маск ќе да биде со на SpaceX програмана. Да. Нема нам друге. Нема, само прво, нема друго. Да. Слушај, овакви дугови, не ми се прв пат да ги слушам, навечито кога ја спомна железница. Па тоа реков, заслужено сте прв. Традиционално она е задолжена. Не знам, демантирајте, потврдете, негирајте. Јас би сакал да демантирате. Јас од кога дојде овој плурализам, независност, само еднаш имам видено у плурализам, инаку Јосип Брос време како се правило, не знам, пребивале тогаш. Ама у ова време демократија е ре. А да ти кажам искрено, памтам само еден директор, ајде да не го спомнам по име, за мене беше легенда. Едино он успеа од железница долгови што претходната номенклатура ги направила, onda ги врати сите. Дури имаше со тенденции желби да прави околу сешна пруда уште у тоа време, 2006 година, 2007. Така, тоа беше човечисте на луѓето, ама власта тогаш на овој у Будимпешта што е, не им одговараше да прави профит, требаше да ја уништи фирмата, а не да ја оправи, он ја оправаше. И му најдова гачка некој како крадел улје место од дизели. Запај си мелот, лажги, стопашки, само го збеснаа човекот джабе, инаку беше идеален. Тој беше само за директор. Така да, сите овие што се директори на овие фирми по општиниве, овие птинариве, све се тие арамолепси, неранимајковци, поставени се само по партиска линија и само да грабаат, а не да оправаат. Ајде, поздрав. Да, благодарам ве, поздравам. Директори на пропаднати или на ограбени гигантски предпријатија кои некогаш биле гордост, но и не само гордост, туку кои се суштински, клучни. Затоа и спомнав. Едноставно, ефектите негативни се чувствуваат. Железница, апсолутно, во колапс, нема превоз, транспорт никаков и така натаму. А да речеме, се актуализира и ова со јагленото. Може ли тоа со железница да оди отколку со 120 камиони дневно секој ден во следните 3 години? Па не може, еве, нема железница. И така натаму. Може ли здравството нешто? Нема, еве, што, како гледате. Затоа сето тоа е побрзано, па нема вакцини за сточарство, па нема. Тоа е состојбата. А може ли енергијата, како ние уште се надеваме нешто ефтина струја да не ни пуштат некој час? Па ова може едноставно како предпријатијата сериозно заглавени, може да банкротираат или ќе ги спаси, кој ќе ги спаси? Државата, народот ќе ги спаси, буџетот. Државата кој? Нема тие да дадат пари. Тие земаат пари само преку тие високи плати. Кој велат државата ќе даде, па не даваат. Патишта и слично, ете, државата јавни, мислам на предпријатието. Интервенира, им дава по зајмици 40 милиони евра и така натаму си игра со парите народни, па врати ми, па земи сега и така натаму пополни дупка. Повелете, добар ден. Убав ден. Да, и вам повелете. И многу жешка тема, како и времето. Ете, да. Па да заборавиме на времето. Времето ќе ни дојде супер кога вака ќе... Било како, дали на времето, дали на темиве што се случуваат, исто ми се фаќа. Нонстоп сме поджешко. Да. Во кој сегмент било, да кажеме. Значи вака, зашто се земаше кредити и се даде на сопаствени? Колку имат, што имат, како имат, ја да сум влада, нема да им дам динар. Затоа што толку се изградија, толку има даночни обврзници што плаќат, ја не знам каде идат тие пари. Значи вие само си викат, како викаше градоначалникот на Катуш, од што ќе живееме ако не градиме. Како општините живееле порано? Еве јас овдека живеам 60 години. Значи како живееле општините? Значи обстанувале све, имало... Никогаш повеќе не се градија, никогаш повеќе не се задолжени.
и имаше и чисто и светлување и све. Значи ова ако се гледа само за свој џеб. Еве прво сега ќе кажам општина Центар, 14 милиони евра шилего што ги зема. Зашто никој не потекна парите да се вратат во каде што треба? Значи 14 милиона мислам дека беше што е градската куќа. Значи ова е срамота. Некој направил, ти го продаваш да профитираш, се ги зема парите каде што се никој не знае како може општина Центар да биде уште должна. Друго здравството, па што сакаме од здравството кога ние од комшиите овдека што ни се сите се лечат у наше здравство, како ќе има пари? Значи ти лечиш некого, ништо не ти плаќа. Додека се води ваква политика, се става на места каде што не се релевантни и се работи со учени во коалиции, значи мора тој да биде министер за здравство, тој не знам она, како ќе работи, што ќе работи не е битно. Значи ние овдека фактички помагаме многу околу нас комшии и затоа ние патиме и за нас немаме. А на општините секој ќе си работи како што може и како што треба. Значи владата треба да си гледа превоз, треба да си гледа комунална хигиена, чистотија, види што е овдека све и свашта умрени по улица, да не зборам што. Значи тоа треба прво да го гледа државата и владата, чистотата и здравството. А другото овдека сами. Благодарам, ве поздравувам и дали како награда, стимул за тоа која општина е поголем должник, според програмата за економски реформи од владата 25-27 планиран е континуиран раст на трансфери од државата кон општините. За годинава, да речеме, планираниот износ е 669 милиони евра, а во 2027 година во износ од 716 милиони евра. Па нема зима за општините, може и уште повеќе да трошат тогаш. И веројатно тоа е колку повеќе трошиш, повеќе добиваш. Има и такви реклами, нели, малку спротивни на таа економска логика, но затоа е реклама да ве привлече. Колку повеќе трошиш, повеќе добиваш. Еве на дело дека е така. Потроши повеќе во минус, отиди повеќе ќе добиеш. Само со предупредување, тоа се контролирани постапки, не правете го тоа вие сами, за граѓаните вака тоа без контрола може лошо да се одрази. Ако отидете во минус, никој нема да ве помогне, така да ви помогне, така да внимавајте овие работи. Ова се верзирани експерти и така натаму и може да го прават тоа, да се задолжат во милионски суми и потоа да добијат уште повеќе. Вака вие како граѓани не правете такви експерименти. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, повелете. Па, претходно господјата, че со оваква политика не бидува. Не со оваква политика, господјо, него не бидува со овие криминални групи во Македонија. Запамена сада со меѓу со створници криминалци, со ним не бидува. Тие прават таа политика. Не политика, тие го прават овој криминал. Ово задолжување. Овој закони што ги несат. Централизација, секоја општина. Зошто се донесе тој закон? Што побрзо се растура се на што беше изградено за време на СФРJ. Сите гиганти, фабрики, сите тие стопанства се растура, што побрзо се разнебици, да не остане ни трага. За да разнебица Македонија. 3 криминални групи, од нив зависи. Да беа 3 криминални групи политичари вистина, ќе има вистина политика. Ова не е политика во Македонија. Ова е криминал во Македонија. Очигледно сите само не им одговарат, но оние не гледат што се симпатизири лепачи на плакати за сада само запамани туи или блен. Значи, реалните граѓани, македонците и сите останати граѓани кои се вистинските граѓани, вистинските кои расудуваат правилно, зашто е работата. Не е политика, него тие што направиле вако политиката, тие се криминални групи. Се додека не водат тие, вака ќе биде. Секој си поставуваат во свој кој ќе дојде централната власт. Зошто ги отвоја општините? Пак ќе да ги разнебица што побрзо, да владеат нивни сегде, да се теа власт ќе дојдат на власти што ќе бидат нарушито и локалната власт и републичката власт, ова парламентот, мнозинството, тие лом прават во Македонија, кој ќе едната, другата и третата партија. Тие го донесат згрозија Македонија. Кај овие долгови? Да не бе овие само од тие што го знаеме криминале со Сашо Мелко да се врата средствата што знаеме, не знаеме колку имат. Од тие што ги знаеме. Македонија ќе беше разложена, немаше да должи нигде. А некаде криминалци да шитиме ние во општините да плаќаме струја и вода или да пошти да горат и железници да страдат, се она што изгради да се.
Ете да истече времето, благодарам. Поздрав, повелете, добар ден. Добар ден, Да, се слушаме. се слушаме. Да. Видете, овие долгови све ги прави државниот чиновничкиот апарат. Јас и друг пат сум кажал, картичките Министерството за финанси треба да ги собери. Абе, илјадници картици има дадено слободно да си манипулираат со парите. Јас се сеќам државниот ревизор кога објави еднаш заем трошил 5.500 евра месечно само со картицата погранапчи ја оста платата. Вашка, Бујар Османи во близина, не знам Димитров како кажа тогаш. Ете тамо се парите се излекуваат. Крај одат на пат по држави пустош прават. Трошат неминовно. Тука е Министерството за финанси, клуч. Кој ќе дојде да бара пари, да ми донеси документ, кај оди, што оди. Јас знам во времето, во банка ако бе федералниот директор, ќе го пратевне на пат, ќе му дадевне пари, патен налог, и кој ќе се врати назад, ќе се отчита колку платил хотел, и ако треба ќе му додајме пари, ако му останали ќе ги врати со патниот налог. Овде кај нас картица, ништо, никаков документ не барат. И само се задолжуваат. Пуздер прават. Сите фирми државни е кастрат државава. Не може приватниот сектор, не ја задолжува. Само овие што барат процентуално сега што барат да се качуваат 78%, па пензионерите, оти научени се тие. Тие е пуста државата, долгови. За чему долгови обштињето? Одно што? Ѓубрено што не го чистат? Вода на 6 загадуваат. Бог да чуе, не можам да разберам ова држава. Пак првот го критикувам. Да, така истече времето, благодарам. Но токму денес, како не се лажам, премиерот Мицковски во врска со ова покачувањето на пензиите, пак вели дека ова септемвриско покачување, кое во октомври ќе биде исплатено, ако не се лажам, ќе биде процентуално за да се заштителе пензионерите. А то сега беше ова линарното за да се заштити, сега вели ќе биде процентуално за да се заштитат пензионерите. Кога ќе видите се е за да се заштитат пензионерите, граѓаните и така натаму. Се е за да се прикажуваат работите дека се одлични. Секогаш е време за реклама, па што има. Ако е линеарно, линеарното е добро, ако е процентуално, процентуалното е добро и така натаму. Но треба нешто и конкретно и да се даде, не само мислам, убаво е да се украсува, се украсува и се едно дали е нова година, дали кој како што украсува, но треба и суштински малку да направи, не само да ги украсува работите. Нешто треба и да се конкретно понуди. Во случајот еве со овие податоци едноставно па не му е на човек ни до украсување кога ќе види колку е како стојат состојбите. Ова е за спасување, мислам, ако може да се спаси. Како престанало да, како ете практично железница не работи и непрактично, ја не знам што работи. Така може да престане се да работи, затоа што и онака фалично работи. И здравството и така натаму. Може ли да пропадне? Пропаднаат тие гиганти, фабрики за автобуси, охиси и слично. Може ли да пропадне така енергетскиот сектор, ЕСМ, овие, они и слично? Гледате кои се долгови тоа. Или како ќе се спаси? Така што ќе земеме кредит од надвор. А при тоа како дошле до таа ситуација? Продаваат струја, нешто што е највносно, неверојатно. Тука, мислам, навистина, со минимум калкулации, порамнувања, некои ситни, на секој по 2-3 киловати додај му колку има потрошувачи, па милиони си извлекол. Мислам, тоа е, парите се таму и тоа како. А камо ли ова тарифи, вакви блокови, она, само малку тука некој и нема поголем профитер од ова. А да дискутираме дали може да пропадне. А што ако пропадне, што правиме тогаш? Добар ден, повелете. Добар ден. Се слушаме ли со некого? Да, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Па за сето што го кажа ти, затоа не се ќе го менуваат законот
за приватизација на јавните предпријатија во државна собственост. Аха. Веќе му спремаат они, зашто овие трите што остана железници, пошта и елем да го шитнат и толку е. А мислите така? Да, добро. Мислите тоа е стратегијата, да, добро. Па, да. Зашто иначе ќе го менуваат законот ако немаат намера да ги шитнат? Или си гледаш дека денеска што ќе го направи Мицкоски Стреген, ако американците не ја заострат визниот режим, уште построго да не ни даваат визи, он ќе биде многу среќен. Јас како премиер имаме, како се грижи за нас. После 2 линеарни покачувања на пензиите, дори он сега почна да ги штити пензионерите. Па ако ги штитил пензионерите, што уопште дозволи да се оди на линеарно. Ама баш вчера на еден пријател му кажа приказката дека ова покачување на пензиите, овој сега ќе го потреби за добри 2 пиара. Првиот пиар му беше дека ги покачи пензиите за 5000, што сега го вегаат како папагали цело време. А сега пак, ова последно покачување ќе му е пиар дека ето они се грижат за пензискиот фонд и ќе ја намалат разликата, дупката се ја направија. И кога гледаш сега денеска Мицкоски што вика, јас се грижам за пензионерите, затоа сега им дам процентуално. Ето ти приказа. И овој народ ќе се голта како пријателот од Битола, што за него пази, све е ненормално, ама нормално е у Битола да платите тродупло поскапо тракторче за фарбање улици, нормално е трафостаница да ставите на булевар, во склопот на булеварот, и он еднаш не критикува, ние сме биле сува интелигенција, не гледа што му се случува у градот. И како да критикувам, да зборам за такви луѓе? Што да кажам за тие луѓе што све гледаат, а ништо не гледаат? Ама тоа ти е, македонеците, што ќе му правиш? Бе, трафостаница да имате склоп на булевар и вие да викате, па тоа е нормално. А он се грижи за Скопје, се грижи за земја. Благодарам, да. А може би премиерот поднос на ова процентуалното покачување го коментира дека се грижи во смисла што првично со линеарното оние занемарливо ниски пензии ги качил на едно пристојно рамниште, од кое сега со процентуална пресметка ќе се добие и пристојно покачување. Визави она дека кој има мала пензија, малку и ќе добие со процентуалното. Кој има голема, со процентуална ќе добие многу. Нешто што е 10 денари и 100% повеќе ја добиете, ја добиете само уште 10 денари, па ќе имате 20. Е пак ништо. И 10 и 20 како ништо. Не може ни леп да купите. Но ако имате повеќе, ако имате 100.000, ќе добиете 200.000. Сега 100 и 200.000 е разлика. Да 10 и 20 денари не е. Во таа смисла може би е логиката таква што прво се бустаат, односно качуваат до едно рамниште пристојно на кое ќе може да се одрази процентуалната пресметка, а тоа се направило со линеарното, затоа она што е претходниот соговорник го коментира дали како пиар и слично се повикува на тоа. Може би е логиката таа. Ги качивме прво 5, колку што како 7.000 и сега е тоа веќе прифатлива основа на која кога ќе пресметате процентуално има некако весап. А на тие предходните, пред ние да ги покачиме со линеарното, кој процент да ставевте, тој ќе беше занемарлив. А ние се грижиме, качивме линеарно и сега на тоа процент и имате навистина убава грижа, односно сума и згрижаност на пензионерите финансиска. Повелете, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Па, не знам, Љупчо, како не знае, железница, пошта, се продаваат, од кога се продаваат, никоја влада не може да ги продае. Железница беа во игра... Па добро, за тоа да се намали цената, прескапи се, што? Да. Не, дека има многу партиски војници, затоа ја мислам дека не ја купуваат. И пошта исто. Све се партиски војници. Па, словенците беа прво игра, па после кинезите сака, па еден секретар на од тие работи леже, не знам дали у затвор, Муарем Зекири, на СДСМ, што беше. Таа задача он не имаш. Види и со сега што е, со милиони. Железница у Југославија, ако беше, имаше 925 активна пруга. Македонија. Сега знаеш колку има? Ни 550 нема. Значи, пругата е издигат. Све издигат. За Кичево не работи.
за Кочани Па не, ништо да, колку што има доверба судството, односно недоверба, Тоа на вештачка интелигенција го најдов. така и железницата функционалност, да. Па сега види Исо, држава е задолжена 700 милиони евра, така? Фирмиве, јавни. Да, тој внатрешен долг велам, да. Така. Ставете милиарда, ајде, што ќе се Апропо на ценка. тоа, на ова, секој градоначалник 4 години со 1.000.000 евра најмалку добит искач. Со 1.000.000 евра, у фокус го прочитав тоа. Или министри, пратенициве не толку, ама градоначалници, ете ги парите кај отишли. Се гледа кај отишли. Значи, која партија да дојде на власт е штетна за народот? Убаво кажува свештеникот. Дури не ги тргнеме ние граѓаните овие партии и да си одговараат, од Македонија не гледаме ништо. И оваа го покажува тоа. Така, ете, истече времето. Ви благодарам, поздрав, повелете, добар ден. Имаме ли некого? Добар ден. Дали се слушаме со некого? Повелете, добар ден. Добар ден, Да, повелете, добар ден. Благодарам. Молам. Хајде вака да кажеме, внатрешниот долг на државата 2.700 милиони. Ја ми се зашто па да имаме внатрешен долг? Нели работа сите тие се проверени, да речеме, градоначалници, министри, сите тие кои што располагат со финансиите на државата, се одбрана, елита, како смеат они да дозволат да бидеме во загуба? Еве ви една шанса, сакаме да се ослободиме од тоа, да го намалиме фондот на општини, секоја една општина, модерен период, ако не се го врати долгот према државата, то тоа фактички автоматски да прејде кон поблиската општина што ја донезе и да се сведе на некој начин една со друга спојуваат и да дојдеме до оној број кога имаме околу 3-40 општини, тоа е реално за ова мала земја, што сега дури и се иселиме сите, ја нема никаде. Ама за стварање на долгови, за стварање на се кризи, а да се будираме во гради, дека стварно ние си ја сакаме државата, сите сме патриоти, сите да ќе работиме во интерес на државата, ама овдека колку што гледам, фактички сите работиме за личниот интерес, никој за државата, никој за сопствениот народ. Ако ми се чини дека односно председателот на владата машки да застане и да каже да ги повика сите на еден заеднички состанок, сите општини кои што имаат долгови. Значи, ќе се да се побара клучен начин како може да се врати тој долг. И ако не се врати, некако местото не име на тие градоначалници там, местото не на нив да се вратат оному од каде се дошле. На тој начин фактички и државата ќе ослободиме од вакви нереални долгови. Благодарам, поздрав. Благодарам и јас ве поздравувам. Од една страна, кога ќе ги видите, нема нешто кој знае колку да кажете бројно. Од друга страна, сумата е сепак би рекол огромна или можеби нам не изгледа многу, не знам. Затоа реков, ајде и на милиарда се заокружи. Но, еве, ако видите, ако погледнете, значи, македонски железници, дали инфраструктура, дали транспорт, неполни 200 милиони, 175 милиони. Тука е, значи, огромна ставката и ова е веќе сериозно прашање на опстанок. Мислам, воопшто, дали да генерира дополнително или што е поентата. А не носи ништо, имајќи го предвид на нефункционирањето на она за што е наменета. А тоа е транспорт, што функционира. И сега на тоа, ако ги додадете општините со 100 милиони, ете ги веднаш околу 300, неполни, на тоа јавното здравство 134, ете ги 400, преку 400, овие гигантиве енергетски, електрани и така натаму, со 60 на 70, 450, 500. Ете ја сумата, но, за жал, велам, суштински, приватниот сектор и така натаму. Суштинските работи се сериозно загрозени. Главните столбови, транспорт, значи, железници, јавно здравство,
енергетика и така натаму. Не е нешто, па човек да каже, па добро, што сега. Во таа смисла не е ни она што велам се поставува прашање на опстано, генерира само долгови. Па не може да кажете затвори го здравството. Затвори ги овие енергетските. Па дури не можеш да кажеш ни железници затвори, едноставно не функционира. На крајот на краиштата и меѓународни рути се тука побрзани и така натаму. Не може да ги затвори една држава. Односно има обврска, ако ништо друго, да ја одржува трасата. Не може да им наплатува казни на возовите, како на овие вака што одат по овие коридори наши. Странците, па да им наплати, па барем од тоа да вадат пари. Возовите мора да поминуваат, барем тие меѓународни, а ние да ги одржуваме трасите, а не може да им наплатиме. Казни, велам, за нешто, за тоа поминување и така, може би. Повелете, добар ден. А наш превоз немаме. Добар ден. Добар ден. Се слушаме, повелете. Од Кавана се јавам. Ве поздравувам, да. Сега вака Исо. Да. Министерот за земјоделие нека дојде у Каванеци да одржи една јавна трибина да се сега е во екот откупот на гројство. Да си тие ренолигарс унапред ќе го кажам, се вика Свето Јаревски. Да си А гледам дека Тиквеш остварува големи, годинава му е, мислам, големи добивки. Годинава се погодила. Ама не. Исо, Да. сега вака, и ова власт, и предходна власт, они го подржуваат на гребот на земјоделецот, тој и финансира политичните партии, и ова, и ВМРО, и СДС. И јавно да кажат дека тие човек го унишил заслуга од цела Македонија. И нека дојде овој министр за земјоделие да одржи јавна трибина у Каванаци, како што беше во Струмица, нека дојде во Каванаци да одржи една јавна трибина. Да си за тоа младите не сакат да работат за ист пари. Да си тие Свето Јанев, аз ќе го спомнам, го уничило заслуга во Македонија со поддршка од вие двете политички партии. Кој е тие Свето Јанев? Од татко му не има мајде што го откупи агрокомбинатот Теквеш. Значи го унишил во заслуга од цела Македонија тие олигарство Свето Јаревски. Две пати го спомнувам. Значи подкидно треба тие човек да го уарстват и ги обештете возарите во Каванаци пошироко. Сега е екот на пербата на гројство. И овој нашиот совет... Да, благодарам, поздравувам, но кој колку нуди за нешто, за некои стоки и така натаму, кој колку бара, се права и на едната и на другата страна, ете и во вакви некои околности, таа либерална пазарна економија. И секако она што може да се дискутира се некои правила на игра тука, кои ги коментиравме во денешната емисија во тек. А кои државата треба да ги постави, да речеме, не знам, најниска откупна цена или највисок или некои обсеги или како и да е, одредени правила на игра. Нека ги остави, нека играат, ако е пазарна економија и производувачите, производителите и откупувачите и како и да е, но сепак со одредени правила на игра со кои и ќе ги заштити производителите и ќе го стимулира производството и така натаму, но како и да ете, и тоа е тема за некоја друга прилика, како што имавме и денеска, или може да ја коментираме секако. Веројатно таа и ќе се проширува од барањата на земјоделците, па и за другите сфери во земјоделството, па ќе ја дискутираме секако, а сега еве дискутираме за овој внатрешен долг или воопштете задолженоста како некој простор за абсорбирање, колку уште и може да се задолжиме за да ги поправиме работите, да речеме. Ај, ќе се задолжиме и ќе средиме одеднаш. Дај, оти нема резултати, неполни 200 милиони евра задолженост на железниците. И сега вие не можете со 5, со 3, со 15 да ги поправите работите. Или треба да се влезе сериозно таму,
и што побрзо да се поправат работите за да почнат да се враќаат парите со тоа што ќе си ја реализира својата намена тоа предпријатие, а тоа е транспорт, превоз и така натаму. Инаку ништо, зашто да се дават пари за плати да земаат за да не работат ништо. Односно не се носи добивка. И сега се имали тука таа флексибилност да може државата, оти очигледно не е дека нешто многу има, да позајми и така натаму, но не е да зима така и само да се задолжува по 3, 5, 10 милиони, земи и реши го проблемот и нека ти ги враќа парите. И земи дај на општините, но еве да ти ќе дадат на општините, а што ќе вратат општините? Ќе вратат минусно салдо. Кои се евентуалните начини овие загуби да се претворат во добивка или барем во прво време враќање на одредената позајмица кредит? Во ред е да се земе кредит ако тој се исплати, ви ги враќа ратите или што и да е. Па за 10-20 години таа железница ќе го врати тој кредит кој, да речем, државата би го зела за да ја оправи, да ја поправи. Или не знам тие општини. А вие тука правите програма за економски реформи 25-27 да им дадете, велам, годинава 670 милиони, до година 716 милиони, а тие во минус така. И што ќе ви кажат после? Година исто така во минус. Зашто сте им дале? Милиони и пол евра. За да покажат минус дека се 100 милиони евра. Плюс овие што сте им ги дале. Добар ден, повелете. Добар ден. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Ќе зборам за суштината, нема празен моабет као овие двајцава. Суштината дека оваа држава нема производство и живееме на кредити 30 години. Значи немаме инвестиции, странски инвестиции, затоа што се знае од запад планот е да ја растура државата и затоа никој не инвестира во Македонија. Значи приказната е многу едноставна. Оваа влада сега мора да ги враќа долговите од претходната влада. 7 години ништо шајка не закуцава, дупло е задолжија државата и сега оваа влада мора да враќа милиарди. Значи, што е лекот? Лекот е стратешко пријателство со Кина, да пркнеме економски и најважното закон за потекло на имот од суди до политичари, директори, бивши овие 30 години, све што заработиле и имаат имот движен, недвижен вон плата да се конфискува. Тоа е решението за да почне оваа држава да почне да работи како што треба. Сега, да му објаснам на Велјан што ги брани овие од СДС, предавницива ги напаѓа постојано владата. Значи, оваа влада мора секоја година да враќа милиарда евра. Во претходниот мандат, прошлата влада, Бенкел и Енкел, да го потсетам, со фирма за надзор за гаки, се задолжи милиарда и пол. Со таен договор, пазите, гласа, не знаат зашто гласа, затоа што е штетен тој договор. Потоа 20 милиони евра за жена му на Ковачевски. Од кај искочија тие пари? Од кај 20 милиони за фотоволтаици? И да го потсетам Шилегов, ако се стекава, градската куќа 18 милиони ја изгради Коце Трајановски, а он ја продаде за 13 милиони. Зошто градоначалник на Скопје да биде во скапани бараки? Зошто некој изграден нов објект да се продаде? Да, особено ако е под цена. Благодарам. Добар ден, повелете. Здраво, Исо. Здраво, се слушаме, повелете. Како? Ајде сега да не пукнеш. Што е најинтересно, имаш 3 деца дома и да не знаеш од кого се, ама да бидеш во 6 саат, 6:30 до 5 саат, да овој да ти каже колко е палете, да пукнеш од работа. А па, што е најинтересно, овиот железници, цел живот, се во минус, зима 1000 евра пензија и ти кажува зашто било, не било добро, ова било, не чинело. Абе, Бог да чува, ај не пукни се. Или па да ни каже, и се извинувам, или пак попот од Кичево да ти кажува, ајде нека ни каже колку пари он дава, колку делува, колку дава за Македонија или за држината, за држава. А колку пари лапаат, исто како и адвокатите. Лапај пари и плукај само. Не чинила, вака било.
Истиот адвокат ќе не каже и за тој што утепал, и тој што украл, и тој што бил добар, и што не бил добар, ама парите ги лапаат. И што е најинтересно, истите тие не им чинел Бог да чува и да брани. Не можам да кажам. Ја не знам што да повеќе од овие луѓе. Дали се воопшто луѓе. А што е најинтересно, па вчера јави една домаќинка, многу ме интересираше, и она рече дека, ајде да не го кажам како беше, меѓутоа ме интересира, ако може, ако сака, еве во ставот, и не знам, јас сум во Чаир, таму сум, нека помине кај Бизор, нека помине таму, ако може, да заврши работи со мене и бидам благодарен. Поготово дека е СДСМ. Почитувам, многу се поздравувам и ми е страв, зашто не се овој од почитуван, да не биде нешто што не е добро. Ајде, дај Господ да го биде добро и да го слушнеме. Те поздравувам, почитувам. Благодарен, исто така почитуван, ајде да се надеваме, немојте пак црни мисли, секој има можеби нешто, а не биде она како велат сопруга што би мисли да не ве снајде, што му мисли на сопругот. Односно мајка што мисли, се извинувам, мајка што мисли се црни мисли, а сопруга што мисли се мисли нешто, а кој знае некаде афери некои, или седи со друштво, пие, ужива, или некаде со љубов и така натаму си тера кејфови. Затоа да мислиме така како добра сопруга, за да го сочува семејството. А некако загрижена мајка која, сигурно му се случило нешто не е добро и така натаму. Таа го сака, но јасно од преголема љубов и едноставно да не повлече на лошо. Почитувани, да. Повелете, добар ден. Да, се слушаме, поздрав. Благодарам. Молам. Дали состојба со одолжување под контрола, во смисла задолжување за внатрешниот долг на предпријатијата? Па и да, но и долговите генерално ти е поврзана, значи не е под контрола никогаш. Ако е под контрола, ви должат вас, а вие не можете без да позајмите за да ги сервисирате вашите работи, оти тие не ви ги враќаат парите и така натаму, јасно. Да. А тоа е поврзано во нашите фирми, во нашата држава, заедно со владата. Да. И сега, како владата позајмува пари за железница, тие даваат плата на работниците, а нема продуктивност. И после дека се задолживме од минатата власт, па не само од минатата и сегашната се задолжува. А они знаат ли кој ќе ги враќа овие долгови, сега они што се задолжуваат? Наредната власт. А знаат толку што се... Па може и други некои, 2041 има рокови некои. Да, па они знаат ли тоа кој ќе биде на власт? Па прво, не знаеме ли дека ќе постоиме, кој ќе постои, кој нема да постои, кој што тргнала работава. Да не мислиме на црни мисли. Меѓутоа, тоа кај нас како да е модерно, за да може да се наврзуваат едни со други. Вие ја запустите железница. Другите не, вие, та железница ја фативме. А здравството? Колку должи здравството на државата? А колку должи здравството на јавните комунални предпријатија, што им ги чистат дворовите? И колку, дали зеле плата, одете па прашајте ги. Јавно здравство како целина 134,2 милиони евра. Дали зеле плата пак сега, ама на ова жестоко поводи по камионот со ѓубре, кој ги истура кантите? Или они на площад сега има работници, одете прашајте ги. Ние само знаеме да збориме, а ние на влада не води ред. Така, ви благодарам, поздрав, добар ден, повелете. Добар ден, Исо. Да, повелете, да слушам. Никогаш не сум должил према вас нешто, мислам, необјаснето криво ме свативте, зборувавме во 13 часот за пожари. Кажете, да. Јас не реков за Сейф Сити што постои или ова она. Беше за пожарите ситуацијата, сакав да ви кажам. За овие сите стоваришта, шумски стоваришта, што ви спомна, Прилеп, Крушево, Демирхисар, Кривогашчани, кај сакаш, ги заробуваат возилата за што краделе дрва, претежно трактори, лади, што ти знам, или караван коли. На нив мислев. Сега, јас не го оправдувам дрвократството. Меѓутоа, ги заробуваат до судски процес кој ќе се врати, нема ништо да видиш. Па затоа тоа го кажав. Затоа тоа го кажав и реков дека очи Западна Македонија, например, нема заробено возило такво, а Телашар планина и секоја. Се извинувам,
терење темата, секоја Не, тиче. во ред, одлично, да, дете ги појаснивме. Неќам да лажам, нешто криво ме свативте. Не, во ред, да. Да, извини. Ама нема зошто, таман работа, ниту јас нешто не ви контрирав. Не. Го прошав За тоа мене ми беше ви рекол. Да. Да, и на вистина, гледајте, се гори наваму, отирата му не Еве гори. видов нов сега пожар кој излегол од контрола од ЦУК јавува Ангела. Дали во Западна Македонија? Село Чичино. Тука беше поентата на моето излагање. Да. Ајде, поздрав. Ви благодараме те, поздрав, добар ден, повелете ако имаме некого да немаме време. Добро, ви благодарам за учеството, за вниманието. Јас се надевам дека имаме време да излеземе како држава, како општество од овој должнички круг. Ако не дочекаме ние вака по зрелите генерации, тогаш ете барем оние кои уште и не знаат дека ќе дојдат на овој свет, ете допрва ќе ги добијат тие информации и ќе ги решат работите, не знам, во наредните 100 години, ќе кажев милениум, ако е ова 2041, ако вредно се работи, може некаде до таму 2100-та да се има некоја добра состојба со долгот. Ете, ние имаме, мислам да нема долг, а ние имаме, би рекол, резултат добар, 0-0, завршено време, добри коментари и ви посакувам пријатно попладне. Помеѓу другото и за оваа тема ми се чини дека ќе има и во Централниот дневник, но како и да е, има и други интересни и актуелни теми, па ве поканувам да останете со Телевизија 24 и секако да имате пријатно попладне и добро расположение. Довидување.